Добро утро и од мене по утринската, знаете, следува магазин. Верувам дека веќе сте добро расонети со моите колеги и сте спремни за новата содржина. Предпоставувам дека со оглед на тоа дека не следите постојано, сигурно го видовте промотивното видео. Денеска ќе зборуваме за театарската уметност, односно ќе зборуваме конкретно за представата Ангели во Америка, која што е нешто по-специфично и по-различно од она што досега сме го виделе во театарот, но следниот понеделник, односно на 2 март, за последен пат ќе се емитува на домашната сцена. Па од тоа како помина оваа представа, за целиот процес околу приказната, но и сите останати работи кои што се случуваат позади сцената на театарот, а сите ние добро знаеме дека тоа секогаш е најинтересно, ќе ни раскажат режисерот Филип Петковски заедно со Илин Јовановски, кој што е дел од екипата, односно актер во оваа представа. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, добро утро. Како сте, добри ли сте? Супер, одлично. Не знам дали уметниците се утрински луѓе. Ни малку. Зависи. Никако, представи навечер, проби навечер, се бајле утрото веројатно резервирано секој малку за одмор. Така е. Ангели во Америка, да си почнеме од тоа што ни е иницијална каписла, што обично знам да кажам, за последен пат ќе се дава барем тука кај нас, ќе видиме, ќе ме кажете дали можеби се планира настрана. Филип, како режисер, задоволен ли си од тоа како помина представата? И сега знам дека е неблагодарно, меѓутоа да си дадеш една оценка на себе, може ли? Оценка нема си дадам, нека даде публиката. Добро, тогаш ти ќе ми дадеш за актерите, а Илин ќе ми даде за тебе како режисер, може така. Да. Ангели во Америка е едно од најсовремените американски дела на Тони Кушнер, кој добива Пулицерова награда за истата представа, неколку Тони награди, односно е доста наградувано дело, едно од неговите најпознати дела. Во принцип се работи, действото се случува во 80-тите во Њујорк и авторот се фокусира на маргинализирани заедници, вклучувајќи ги аквир заедницата, вклучувајќи црнци, мормони и така натаму, односно луѓе кои во тој период, во тоа време се наоѓаат со различни конфликти во нивните животи, односно пресии, дали политички, дали религиозни и така натаму, односно на еден многу убав начин ја обработува животот на овие заедници во тоа време, додека во Америка владе Реган, кој налага една доста контроверзна и десничарска политика. Па според тоа и овие заедници, прикажани се овие заедници како се снаоѓаат со неговата политика и воопшто со нивните животи. Така да генерално тоа е фокусот на представата, меѓутоа пораките за невозвратена љубов, за справување со притисок, со болест, со недоразбирања и така натаму се сепак генерални теми кои доста се релевантни во нашиот и во македонскиот контекст. Така е, сега да се огледа тоа дека да речеме приказната се случува во Америка, тамошната ситуација, политичка состојба и така натаму, колку беше тешко да се направи превод, ама не само превод, туку и прилагодување, адаптација на македонскиот пазар, нели? Обично сите ние знаеме, иако тоа е сепак тема која што не засега апсолутно и нас, барем во поново време, нели, се зборува отворено и така натаму, меѓутоа сепак станува збор за едно прилагодување. Дали тоа можеби беше од оние потешки чекори и предизвици во креирање на представата? Вака конкретно, например, важи едно правило додека е авторот жив на представата, односно Тони Кушнер се уште жив, и се откупуваат авторски права за представата, односно самиот автор и агенцијата која е застапник за авторските права налага дека тој текст мора да биде во оригинал. Дека не може да се крати, не може да се адаптира, не може да се видоизменува на ниеден начин. Значи само треба да се преведе. Само треба да се преведе и сега постојат некои мали, да речеме, отстапување, некакви мали адаптации за македонската публика да може да се надоврзи со тие сцени, меѓутоа немаме никаква слобода ние да го менуваме тој текст или да го адаптираме, бидејќи пак како кажем, за тоа се плаќаат авторски права и комплицирано ли да се стигне до авторот, до откупување на тие авторски права? Мислам, во принцип тие работат со нивни авторски агенции, разговарате со нивни агенти
и така натаму, меѓутоа самиот автор кој мене ми е мислам со апсолутна почит гледам према него и неговите дела се едни од според мене најдобрите, многу луѓе би рекле дека е новиот Шекспир по начинот на кој пишува и така натаму. Создава маестрален текст и апсолутно е свесен дека оваа представа се игра во Македонија, се игра во Скопје и на моје огромно задоволство има во својот дом постер од представата, од нашата представа од мената. Да не искомуницирате лично или не? Па да, имавме некоја мала приписка, меѓутоа тоа да речеме за мене е најголема награда за целиот овој проект и за еден убав завршеток на целиот овој чин. Така, или добар ли си? Добар сум. Нема да ми заспиеш. Не, малку да. Ајде да почнеме со прашање за тебе. Ти беше се уште студент, кога започна ли представата да се спрема и така натаму. Како ти влета во проектот? Па имаше отворен кастинг или аудиција за представата Ангели во Америка. Се пријавив. Ето така, сега сум во представата. И ме примија. Да, така. Не, шала на страна. Нели си помена кастингот и све, со Филип се чувме дека сум влезен во представата, јас бев многу среќен секогаш, нели, особено како млад имаш шанса да работиш на нешто ново, особено кога е нели нешто кое што ти привлекува внимание и сакаш да го работиш. Беше прекрасно, пак ќе кажам, како млад најважно во овој период од животот ми се пробите и самиот процес на создавање. Не многу се фокусирам на самиот продукт, нели премиерата и се понатаму и тоа и оваа представа ми го даде еден прекрасен процес со прекрасни луѓе. Не можам да опишам кој е задоволството да се иде секој ден на проба и да се гледаат сите тие луѓе како прекрасно си ја работат својата работа од глумци до техника, до Филип и сите заедно. Мислам беше едно стварно прекрасно искуство кое што нема никогаш да го заборавам. Оно што се учи во факултетските клуби, ако може така да кажеме, сега во пракса на еден практичен и поразличен начин. Имаш чувство кога се појави на кастингот дека ти си тој кој што ќе го добие ликот? Дека ќе добие таа улога? Не. Или отиде само чисто да не ти биде криво дека не си поминал на кастингот и тоа е тоа? Не, па не знам, на кастинзи некако одбегавам да влегувам со некакво очекување дека нешто ќе се случи. Нормално имаме длабоко во себе сите, тоа не може да се негира и да се каже не, воопшто не се надевам. Така е, затоа и одиш на крајот денот. Да, но почнав некако да размислувам дека тоа се едни актерски вежби со кои што јас, нели, ете, имам шанса и сцена да пробувам некои работи. Так. Но да не имаш големи очекувања, да не случајно не бидне пат да се разочараш, предпоставувам. Па да, мислам дека поради тоа ми е така поставено. Добра ти кажеш, би се допаѓа. Илин е доста скромен, јас ќе ви кажам, тој беше, мислам, одбрана представата затоа што беше најдобар на кастингот. И со Илин имаме работено и претходно на 2 или на еден други проекти, исто во една моја претходна представа играше главна улога и веќе пред да дипломира има изиграно 3 главни улоги, има улоги во Кумановскиот театар, во Велешкиот театар, во Македонскиот народен театар. Односно е апсолутно еден од најталентираните глумци кои јас тука ги познавам во Македонија и многу добар танчер, односно таа естетика што работи во принцип се заснова на танц театар, меѓутоа конкретно во Ангели во Америка играме некаков реализам. Така таму велиш повеќе се основаш на текстот, не толку на телесниот. Апсолутно на актерска игра и учествува ансамбл во кој секогаш и Илин која игра главната улога на Прајор Волтер. Ансамблот на Македонскиот народен театар, имаме доста и помлади актери кои се вклучени во процесот и кои се маестрални. И во принцип оваа представа не нуди ништо друго освен многу реална и сурова, некако да кажеме, актерска игра. Односно, тие го носат целиот товар, да речеме, на представата. Односно, представата би била добра само затоа што се тие добри и само затоа што тоа што е напишано во текстот тие умеат да го пренесат на сцената преку нивната актерска игра, што мислам дека е, да речеме, најуспешниот сегмент. Значи, доминираат актерите и во моментов и претходно имаме постојано по некоја сцена од самата представа, или имаш претходно нешто учествувано во некои танцови клубови? Имаш пракса со танцот или тоа природно ти иде на самата сцена? Сигурно има некоја интересна приказна, така чувствувам. Има, да.
Не сме имал ништо со модерен танц, но одев 13 години негрорна. 13 години? Да. Вау. Тука сме колеги истото и јас. Да, и Тука он, како бивши игрорец. После тоа се најдовме дека Ти колку години не па играш? исто и јас, некој можда 15 години. Па добро, Меѓутоа, јас малку помалку од вас, ама режија пуштете пајдушка. Меѓутоа ни јас ни тој не знаеше дека тоа ни е позадината и свативме и двајцата, мислам јас нарочито на тие први некакви работилници кои ги правевме преку 2 години, дека има апсолутно го владее собственото тело многу добро. Јас не знам која е базата, меѓутоа после тоа откривме дека во принцип тоа е базата и е испана дека е апсолутно многу добар тренинг и дека многу помага и во актерската игра. Се разбира дека тоа не е тоа што го играме ние на сцената, меѓутоа е доволно добра база за да може на тоа да калемиш и некакви нови движења и стилови кои мислам дека апсолутно му лежат. Така, кога бевте негрурни, кога почнувавте да учите, ве тера тренерите, односно кореографите со трокорак да се враќате до дома? Не. Изгледа мене ова само траума. Не сме фатили тоа. Добро, интересно. Филип, задоволен си од тоа како помина представата, со оглед на тоа дека сепак и содржината и поставката и така натаму е поразлично од сето на што сме го виделе до сега кај нас? Апсолутно сум задоволен. Тоа се должи, пак ќе кажам, на одлична актерска екипа и на одлична техничка екипа на Македонскиот народен театар. Односно, позади сцената работат можеби некои 15 луѓе, доста е захтевна представата. Ги користи целата сценска техника што може да се дозволи Македонскиот народен театар како една од најсовремените, најтехнолошки потковани сцени, да речеме, во државава. Па сакавме малку да ги искористиме и таа хидраулика и тие модули и така натаму. Имавме многу успешна премиера на 1 септември и реприза на 2 септември, кои генерално беа апсолутно позитивни коментари. Потоа имавме уште една изведба во МНТ, па имавме гостување во Битола, каде што исто супер поминавме. Прилагодлива е представата и за на други сцени? И да и не, затоа што некако се врзавме да биде таа поставена само за има ротација, има модули кои се креваат, кои се спуштаат, целата сцена патува, врне снег во представата, но има доста некои такви технички моменти кои може да ги понуди, да речеме, неколку само театри кај нас, односно тоа се театарот, да речеме, во Битола, во Велес и во Македонскиот народен театар. Меѓутоа ја адаптираме кога гостуваме, бидејќи не секој театар има таа современа сценска техника како Македонскиот народен театар. Меѓутоа мислам дека приказната е доволно напишана да не е патетична, односно внесува многу хумор, иако се работи за многу сериозни теми кои се навидум тажни и трагични, меѓутоа ликовите во представата некако користат хумор како одбранбен механизам, што е познато и кај сите нас, мислам го користиме како одбранбен механизам за да се заштитиме од тоа што вистински го чувствуваме, најчесто кој е депресија или тага. Па затоа на публиката и остава еден момент на многу самиот текст ги прикажува ликовите на еден многу хуман начин, на еден начин на кој публиката кога ги гледа може да се надоврзе со нивните искуства и да ги засака, да речеме, како луѓе без разлика на тоа која е нивната позадина, која е нивната не знам, која е нивната приказна во нивните животи и така натаму. Па мислам дека е на тој начин многу успешна и се надевам дека влијае на тоа да ја поместува свеста и разбирањето за како нашиот народ гледа на многу маргинализирани заедници. И мислам дека баш поради текстот е доволно успешно. Така, или беше ли предизвик да се биде во екипа меѓу која што има и навистина искусни актери кои што работат доста долго време? Тоа беше предизвик, верувам, привилегија, но дали истовремено ти беше притисок? Па дефинитивно... За да се покажеш и докажеш дека без разлика што тебе ти е почеток на кариера, дека си ме сваќаш што се го покажеш. Да, секако. Нормално си има притисок секогаш. Мислам, кога си во фаза, кога секој пат сакаш да си се подобар и подобар во секоја представа, да порастеш на некој ниво со сам себе, нели,
приватно и како актер, нормално е да има ниво на притисок. Сега во МНТ малку све амплифицирано и малку повеќе. Дефинитивно што на првата читачка проба нели се чувствува која тежина сите си ја носат како глумци, но ете за среќа пак да ќе повторам дека сите беа прекрасни како колеги. Самите и Филип кажа, нели, тоа е едно големо парче текст и сега се собираме за да нели направиме целата представа и тој ли ќе биде или нема да биде. Кој кажеме големо парче текст се работи за представа која трае 4 часа. Да. И која меѓутоа е скратена во нашата верзија трае прилика само 2 часа и 40 минути. Меѓутоа може да замислите колку многу текст имаат актерите да научат прво на памет, па второ да Како се учи тој текст толку многу? Па учењето е, мислам дека лесниот дел, бидејќи таму веќе стигнуваме да можеме да почнеме да си ја работиме работата, бидејќи без тоа немаме ние што да правиме. На страна што е голем текстот, па да спекна Не те фаќа вака паника на читачките проби, кога ќе видиш толку многу текст? Не мислам дека за текстот колку внатре треба да видиш што тие сцени значат и што треба, кај треба да се однесат тие сцени и што треба да стана. Текстот ќе се научи, но ете ќе кажам пак за среќа, не секогаш се погодува да се створи тим и колектив, и мислам дека тоа што многу ни помогна нас е што ние бевме еден голем колектив и вистински сите со сите си помагавме, бевме тука секогаш, нели, Филип како режисер и ние меѓу нас како ансамбл. Не се опишува со зборови, стварно. Бевте супер екипа. Тоа е најважно, мислам дека во театар, односно доколку тие проби тој процес и тој колектив, баш ансамбл, како што кажа Илин, умее да работи еден со друг, односно да се бидат потпора и поддршка еден на друг, тоа е во принцип тоа што се памти тој процес, затоа што резултатот и тоа што го играме на премиера и на сцената е секогаш многу субјективно. Може на одредени луѓе да им се допадне, може на одредени луѓе воопшто да не им се допадне. Меѓутоа тоа што го памтиме ние во театарот е како сме си поминале за време на пробите и на процесот, а во овој случај било апсолутно позитивно и прекрасно искуство, мислам дека за сите. Така. Филип, интересна е твојата приказна, затоа што велиш дека до 22 години беше целосно посветен на танцот. Што се случи? Зошто прекинуваш после тоа? Многу причини има. Во принцип, живеев некој период во Америка и таму бев член на една танцова група, меѓутоа после тоа упишав мастер и се вратив во Европа, па почнав малку повеќе теоретски да се бавам со таа тема, односно студирав танцова антропологија и во пикот, да речеме, на 22 години, кога бев со некаква танчерска кариера, престанав да танцувам, бидејќи сакав да се посветам повеќе на наука и повеќе на истражување. А онда Значи наменски, не беше тоа некоја повреда или имаше и момент на повреда, односно имавме некој концерт на Бродвеј каде што јас ја скршив ногата на сцена, вртев некој период и да. И тука ја изигра представата до крај? Не, спуштивме завеса и престана представата, бидејќи имав стварно голема повреда, па викам да не случајно си почувствува болка, нели, меѓутоа од адреналин, не знаеш дека си го направил тој момент. Не, моравме да прекинеме и после тоа некако танц е нешто што барате да го правите тоа секој ден. И кога ќе престанете го чувствувате самото тело како се менува, како не си толку веќе флексибилен, не си толку го немаш тоа темпо и тоа не знам. Ја губиш рутината. Ја губиш рутината и некако почнав тоа да го се помирив со тоа дека тоа ќе биде така и почнав повеќе да се фокусирам на театар и на режија, односно тоа што го студирав и тоа го завршив. И се помирив дека нема да бидам танчер, односно дека ќе го искористам тој танцов тренинг во театарските представи кои ги правам и дека повеќе ќе се вклучувам проекти во улога на кореограф, односно тоа што сум го научил да го пренесам на други луѓе. Па затоа тоа тука што го работам е некаков танц театар во кој е некаков микс на современ танц и на физички театар. Сите претходни представи биле во тој стил, па ќе кажеме освен Ангели во Америка, која е да речеме некаква отстапка. Меѓутоа во животот на режисер е важно е да покажеш некаков распон, односно да докажеш дека знаеш да режираш и не знам, реализам, знаеш да режираш и комедии, знаеш да режираш и малку посовремени, како се вика, представи. Така да
Да ти има во различни жанрови. Па да, во принцип да, затоа што форми. секогаш е важно да знаете која е публиката, каде ја давате оваа представа, што сакаш да порачаш ти со таа представа, дали е сега право време, дали е ова правото место, дали се ова правите луѓе. И некои проекти се чуваат во фиока за понатаму, некои проекти се чуваат во фиока за во други држави, во други Какви контексти. фиоки имате ви уметниците? Имаме фиоки. Имаме фиоки, Вични архиви. музичарите се по фиока чуваат. Да, па- Кога ќе кажат 10 години во фиока, викам, како Да. толку долго стои во Мислам фиока? дека баш тоа е причината. Дали сега во Скопје во 2026 година е правото време да се зборува, да речеме, за таа и таа тема. И толку се во кој свое говорите- време на крај Така, крајава, И тоа е нели? многу Да. важно, бидејќи пак тоа независимо од тоа дека тоа треба да дојде некоја публика да го види, да има некаков Јасно. како се вика, некаква емоција да се роди од изведбата, да биде некаква порака испорачена и така натаму. Така. Илин од сите оние ликови кои што досега си имал можност да ги играш, има ли некој кој што посебно ти исцрпил или па можеби кој што посебно ти е драг? Само не ми одговарај, сите се драги. Тоа знам. Не, па така е, стварно Не, не, тоа го знам. можам конкретно за представа да зборам. Стварно искрено не Не дека е Филип тука, ма стварно. Да, не дека секој притисок. лик кој што го работиш даваш нешто од себе си и не може тоа да кажам јас другиот повеќе го сакам од овој лик. Не Сите во се однос на стварно сакање, туку ете во однос на енергија која што е потребна за тој лик. Може би еве лично конкретно пронаоѓање во ликот. Конкретно за представата, дефинитивно беше еден од поголемите предизвици како создавање на лик, бидејќи Филип многу убаво и многу чисто имаше искажано дека во оваа представа нели малку ќе ликовите ќе отстапиме од стереотипите за тоа, не знам, нели тие маргинализирани групи како се представуваат во театар. И беше за тоа многу концизен дека сака да изградиме вистински ликови кои што не се само, не знам, можеби комик релиф или пак нешто друго, туку вистински ликови. Сега тоа што па не многу се практикувало кај нас во театар, особено за тие групи да се представат малку на поедно реално ниво. Дефинитивно бараше едно друго ниво на посветеност, друго ниво на спремање општо на самиот лик, нели не е тоа што просто треба време и многу концентрација, многу фокус, многу истражување, дефинитивно, но на крајот излезе како што излезе, сите изградија прекрасни ликови и све изфункционира на крај прекрасно. Така, тоа ми е многу драго. Ти во моментов веќе си официјално дипломиран актер. Да. Честитки. Кажи ми, имаш ли желба во која насока сакаш да ти се движи кариерата? Дали театарот, дали филмот? Кој тип вака повеќе ти лежи? Во денешно време мислам дека не може едното без другото. Еве сега во моментов, например, многу ме интересира филмот бидејќи па не сум имал толку искуство во филмот како што сум имал во театарот, но дефинитивно мислам дека едното не може без другото. За да се унапредува како актер мора во двете насоки цело време да се предизвикуваш бидејќи во театарот нема прекин, нема стоп и се случува тука и сега, но филмот бара една па друга нијанса, на друга длабочина која што во театарот не можеме да дадеме бидејќи треба да се игра дали пошироко или за последен ред и така натака. Така што двете се прекрасни, јас во моментов можеби за мала нијанса ми е повеќе филмот. А би си испробал во стендап? Мислам дека не. Можеш и да се јавиш. Сигурно те гледаат. Сигурно сака да ти кажат дека те гледаат, гарантирам. Па не сум сигурен. Ако итно јави се како беше она. Не. За стендап не, мислам дека не. Тоа се уште не не. бил за тоа не. Добро, бидејќи се повеќе од актерите, да речем, одат и во тој дел, ако може да го кажеме покомерцијален, но од друга страна апсолутно една сцена која што во моментов, како што кажа, е актуелна и Филип, така да тоа што поминува е актуелно, ако можеш, зошто да не. Да. Филип, ти си на сите страни со различни проекти, знам дека имаш многу апетити и цели, имаш ли нешто што вака не ти е остварено одамна сакаш да ти се случи? И дали после толку искуства во Европа и Америка остануваш тука или си моментално па некако сакаш пак натаму? Па би сакал да работам во регионот повеќе, да. Имав среќа и чест да работам минатата година и во Драмскиот театар и во Македонскиот народен театар, кои се двете, да речеме, едни од
извиканите најуспешните театарски институции во државата. Ифигенија за ништо. Ифигенија за ништо во Драмски театар, Ангели во Америка во Македонскиот народен театар. Би сакал да работам и наравно и во другите градови во државата, меѓутоа и во регионот. Имам некакво мало интернационално искуство, да речеме, со работа во други. Меѓутоа тоа што секој режисер има некаков наслов кој сака да го работи, нели? И меѓутоа нас професорот по режија ни учеше дека е многу важно во која доба од својот живот го работите тој наслов. Односно јас пред да ја правам Ифигенија, јас не се осеќав подготвен дека сум дека можам и знам да режирам античка драма. Едносно да ја адаптирам таа античка драма. Односно мислев дека треба малку да соберам некакво поголемо животно искуство и практично искуство за да може да се случи тоа. Па сега, например, не знам, Шекспир би била друга тема. Односно, мислам дека уште малку повеќе ми треба истражување, читање и не знам општо работење во театар за да можам да се дозволам и да почнам да се занимавам со таа тематика, која секако би ја адаптирала, односно работата е што тие пример античка драма или сите драми кои се напишани да речеме пред 500 години и така натаму, во случај пред 2000 години и така натаму, не знаеме ние што како тоа било изведувано или која авторот кој ги пишувал тие представи каква естетика, мислам наравно за Шекспир имаме некакво познавање. Меѓутоа што е интересно мислам дека треба да се адаптира, дека секоја нова изведба не треба да е копија на некоја претходна и дека не треба да се брка тоа, дека се бара некаква автентичност во изразот и како тоа тие луѓе. Тоа е креативноста и специфичноста на секој режисер. Меѓутоа па адаптацијата отвара еден друг проблем, односно дали тоа соодветствува како е поставено, во кој жанр, во каква естетика, со какво изразно средство се користите. Јас во принцип освен, пак ќе кажам, за Ангели во Америка, не ставам многу акцент на текстове, но ставам повеќе акцент на телото и в принцип се што сака да каже тој лик или актерите го користат телото како изразен механизам. Има многу наслови, следен е Крвава свадба на Лорка, кој треба да го работам во театарот во Благоевград во Бугарија и се подготвуваме и за Саломе, кој е текст на Оскар Вајлд, кој би требало да се случи тука во Скопје, меѓутоа сега е тој период каде што се виси некако во воздух и уште не се знае ништо кога ќе биде, дали ќе биде. Во принцип тоа е и нашата работа. Нас ни се јавуваат, имаме телефонски повици, ни кажуваат почнуваме за месец дена или наскоро, или во имало и случаи кај што било утре. Во Македонија почнуваме од после. Да, така да треба да сте подготвен и отворен за нови предизвици, за нови соработки. Така е, актерите и режисерите, убетниците генерално се секогаш отворени. Ви благодарам многу за денешно гостување. Верувам дека беше интересен разговор. 2 март, понеделник. Во понеделник во Македонскиот народен театар. Можете да се набавите билети онлайн на www.mnt.mk или на билетарата на Македонскиот народен театар. Кој не гледала Ангели во Америка, ќе биде за последен пат, така што организирајте се навремено со време. Фала ви уште еднаш да се гледаме за убави работи и проекти. За крај ќе одиме со нешто многу добро, ама и многу старо. Андријана Јаневски Врчак, Ден по ден. Сигурен сум дека многу генерации ќе споиме со оваа песна. Уживајте и се гледаме. Останете на сито.